Поштувани гледачи, добра вечер. 17:10, ново издание на емисијата Ваш термин. Тука сум јас со вас како ваш домаќин Виолета Петровска Перич и денешниот мој соговорник кој што веќе е со мене во студиото и со кого што ќе разговараме за една интересна тема која што можеби многумина од вас во животот понекогаш почувствувале некој ваков проблем, значи почувствувале стравови, можеби и некој паничен напад, а секако анксиозноста како едно психичко, како да кажеме, една психичка состојба која што ги вклучува и стравовите и паничните напади. Со мене веќе во студиото е Фики Гаспар, кој што е психолог и ни доаѓа од приватниот центар за психофизичко здравје Гаспар. Меѓутоа, пред да го поздравам Фики, пред да започнеме да говориме за денешната тема, ќе побарам од режија да го пуштат прилогот подготвен токму за анксиозност, стравови и панични напади, по повторно ќе се вратиме во студиото. Анксиозноста е поим кој се употребува се почесто, иако многумина не се свесни што всушност представува истиот. Тоа е состојба која се карактеризира со чувство на внатрешна вознемиреност и страв, пропратено со психомоторна напнатост и внатрешен немир. Анксиозната личност има постојано чувство дека нешто страшно ќе се случи, дека ќе изгуби контрола врз себе си и слично. Анксиозноста не е поврзана за конкретен објект или личност. Кај овие луѓе, автономниот нервен систем полесно се активира, отколку кај нормалните луѓе. Па не е чудно што анксиозната личност се плаши на секој ненадеен звук, што и предизвикува низа разни симптоми, како забрзано отчукување на срцето, потење, недостаток на воздух и така натаму. Лекарите велат дека при напад на анксиозност пациентите мислат дека во тој момент ќе умрат, дека ќе ја изгубат контролата врз себе и своето однесување или дека ќе полудат. Исто така, често е присутно чувството и дека ќе се онесвестат. Ќе се изненадите колку е често ова пореметување. Во западниот свет се проценува дека секоја 10-та личност пати од анксиозност. Најголемата причина за пораст на оваа застапеност е брзото темпо на живот, кое се повеќе не изложува на стрес. Во ситуации кои се од опасна и саканувачка природа, човекот почнува да се штити. Така, кога лоцираме опасност, ние автоматски преземаме соодветни мерки и чекори. Меѓутоа, кај анксиозноста не постои реална причина за страв. Кога некој постојано се плаши од непостоечка опасност, неговата способност да препознае и да се избори со реалните проблеми станува се послаба. Што е пострашно, неговата постојана загриженост и размислување за опасностите не може да се спречи и да се промени. Кај пациентите кои патат од анксиозност, значајно е нарушен квалитетот на нивниот живот. Кога и да посакаат нешто да направат, тие тоа го избегнуваат со разни механизми со кои ваквата состојба ќе ја држат под контрола. Пациентите воглавно избегнуваат ситуации за кои мислат дека ќе им донесат некаков вид на страв. Тие се плашат да одат сами по улица, избегнуваат да присуствуваат на сите места каде постои можност дека ќе добијат паничен напад и дека нема да има кој да им пружи соодветна помош. Доколку ваквата состојба не се лечи, овие луѓе со тек на време стануваат затвореници во сопствени решетки и на крај ќе престанат да излегуваат од домот, а во најдрастичниот облик не стануваат ни од креветот, објаснуваат психотерапевтите.
Промедика Медикал Центар нуди широк спектар на специјалистички услуги. Тимот е составен од стручни лица, подготвени со своето знаење и искуство да се грижат за вашето здравје и со помош на најсовремена опрема, прецизно да постават дијагноза и да одредат соодветна терапија. Заедно се грижиме за вашето здравје. Промедика Медикал Центар. Еве сме повторно назад во студиото. За оние кои што се вклучуваат подоцна, значи ќе говориме на тема анксиозност, стравови, панични напади. А за таа цел со мене во студиото е Фики Гаспар, кој што е психолог и ни доаѓа од Центарот за психофизичко здравје Гаспар. Фики, ти благодарам што одвои време да бидеш денеска дел од ваш термин и драго ми е што еве за прв пат си во мојата емисија и што ќе говориме на оваа тема. Ви благодарам и вас на поканата. Добро вечер прво и поздрав до вашите гледачи, сите кои се со нас денес. Одлучивме да говориме за анксиозноста, стравовите и паничните напади, бидејќи со оглед на тоа колку јас сум информирана како новинар, се повеќе се застапени и анксиозноста и стравовите и паничните напади, кои што се на некој начин практично дел од анксиозноста, се почесто кај помлади луѓе. Ајде вака да започнеме. Првин да ни објасниш што представува анксиозноста, па потоа ќе објаснуваме ред по ред, нели се што треба околу сите овие проблеми. Така, многу убаво кажавте и во вашиот прилог. Значи, анксиозноста е состојба на внатрешна вознемиреност, која не става во ситуација да се чувствуваме дека нешто лошо ќе ни се случи, но и при тоа немаме дразба, не очекуваме нешто, некоја промена. Значи, тоа е еден вид на просто објаснување на што е анксиозноста. Најчесто има симптоматизација, значи физичка симптоматизација како чувство на повраќање, потење, тахикардија, срцебиење и тоа најчесто анксиозноста прави губење на квалитетот на животот. Значи, луѓето го губат задоволството од најосновните работи. Убава храна, прошетки, најосновното веќе не го дава тоа задоволство и тогаш знаеме веќе дека имаме проблем со таа анксиозност, а следат овде и стравовите, па и веќе паничните напади кои што се на одреден период, дали траа 3-5 минути, зависи од ситуацијата кај клиентот. Во наш случај клиентот, тоест човекот, тогаш гледаме најинтензивното чувство во анксиозноста е паничниот напад. Меѓутоа, како што кажавме, нели таа не може одеднаш да се јави. Сигурно предстои некој период во кој што на некој начин ние можеме себе си да се осознаеме дали имаме некој ваков проблем. Постојат ли некои првични симптоми кои што би можеле да не упатат дека веќе имаме некој проблем и дека може да ни се случи анксиозност во животот? Што се тие првични симптоми што треба да ни укажат дека веќе имаме ние некој проблем? Па вака, од моето искуство... Какви промени почнуваат да се случуваат? Од моето искуство, значи, до анксиозност и до панични напади се доаѓа на, просто кажано, на два начина. Едниот начин е константни стресови, кои што можат и минимални да бидат, но кои што имаат импакт на самата личност, а другиот е шок, голем шок за личноста, како смрт на близок човек, сообраќајни несреќи, повреди, едноставно шокови, перцепцијата е различна, сите ги доживуваме шоковите различно, така да шок кој што прави наеднаш промена во психофизичката состојба кај личноста. Во секој случај и во таа ситуација човекот веднаш после тоа почнува да се чувствува дека нема задоволство од животот, се чувствува вознемирено, како да очекува нешто, а ствари нема ништо во позадина. Така да тие се првите симптоми, да ги кажеме, кои што укажуваат дека имаме анксиозен проблем, а најчесто е врзани и со депресијата. Значи, сакате да кажете дека
подолго трае анксиозноста преминува во депресија? Не мора да значи, Не но мора да најчесто значи? е врзана, да, анксиозно-депресивна состојба се вика, кој што најчесто нашите... Или депресијата предизвикува Да, анксиозност? најчесто на некој знаат да начин. се врзат, но може да бидат И и раздвоени. оделни, да. Така. Да, не мора да значи. Добро, ајде тука ќе се обратам до нашите гледачи, си до некои што не следат, доколку имаат некој ваков проблем или некое прашање во однос на психофизичкото здравје кај една личност, може да ни скомуницираат на нашите познати телефони, да постават прашање до мојот денешен соговорник, а тоа е Фики Гаспар, кој што е психолог. Кои се тие лица, дали постои разлика, например, од емотивната состојба на еден поединец, Добро. да биде повеќе склон кон појава на анксиозност? Значи, сакам да кажам дали емотивните луѓе се посклони или нема тука да, правило? емотивните најчесто се посклони, но тоа сепак е индивидуално. Некогаш Така. емотивните луѓе, кои што се сметаат за емотивни и другите ги доживуваат како емотивни, знаат да бидат многу цврсти. И никогаш да не се најдат во таа анксиозна состојба, доколку некој што го сметале дека е многу цврст, силен карактер, како што викаме, се наоѓа во анксиозна, депресивна анксиозна состојба со панични напади. Така да нема баш некое правило, конкретно правило, како се доаѓа до таа состојба, но може индивидуално може да ги опфати сите. И баш вие како што кажавте, значи е моментален голем проблем во нашето општество. Дали само ако чувствуваме страф од нешто и тоа може да се каже дека сме во анксиозна состојба, а да немаме некои оние симптоми како што кажавте, може би срцебиење и така натаму? Многу зависи. Стравот може да не биде рационален, нерационален страв. При рационален страв, тоа е реален страв, нормално дека се наоѓаме во Имаме гледач, да го вклучиме, па ќе продолжиме. Добро вечер, повелете. Добро вечер и убава вечер или добар ден, како сакате. И добар ден и добро вечер, како и да е, нема да сгрешиме, повелете. Да, вака, јас немам страх, меѓутоа јас ги обновувам сите слики од како сум се родила па до сега. Од како ми почина брат ми, па маш ми, па мајка ми, тоа ми се собра, а јас сум сама и се мислам на најлошото, не, на најлошо мислам. Што може мене ќе ми се деси ова, може мене ова ќе ми се деси, може она. Тоа ми се увртело в глава и не можам некош и да спијам. Од што може да ми биде и дали ја можам еднаш да ги избегам тие работи, да бидам и ја како сите весела, да дадам позитивна енергија на луѓето, а не да луѓето на некој начин ме игнорираат зашто давам негативна енергија. Ве молам, унапред ви благодарам и пријатно. Ви благодариме што се јавивте и вака исцрпно што го кажавте, овој ваш проблем на некој начин и се вклопува во сето она што ние го говориме, меѓутоа еве тука е нели мојот денешен соговорник Фики Гаспар, кој што ќе ви укаже како и што да постапите за да нели не се чувствувате вака како што се чувствувате. Така, ова е прилично нормална состојба за некој кој што имал толку загуби во последно време. Како што кажам. Значи да, прилично нормално е тоа, значи не се води како нешто што е девијантно од нормалното. Така. Многу треба поддршка во овие ситуации. Значи поддршка за таа личност која што ги изгубила своите блиски и нормално треба ли да се обрати на психолог? Да, најдобро е да се обрати на психолог или психотерапевт кој што заедно преку процес на разговарање ќе ги надминат овие работи и ќе ги решат. Во овој случај нема да се надминат, но ќе се прифатат и ќе се насочат на нешто позитивно, како што и господјата сама кажа. И таа сама не сака да биде така, меѓутоа нели состојбата тера така. Еве најдобро е да се обратите на психолог или психотерапевт кој што еве вака директно преку разговор ќе ви укаже и ќе ви помогне како да се справите со оваа состојба, со оглед на тоа што како и сама што кажавте ви представува навистина голем проблем како за вас така и за вашите блиски. Имаме ли следен гледач, режија? Ајде, ако имаме гледач, ке ни јават од режија за да го вклучиме. Говоревме за... Дали имаме? Да, здраво. Ајде, повелете. Се јавувам со анксиозност. Така. Значи сум трудница. Така. И примам терапија од Елицеја. Дали е тоа дозволено или... Дали разбрав? И јас одев на психијатар, ми дозволија од 10 милиграми да пијам Елицеја. Така. Нешто од вашиот доктор?
Дали имаш нешто да препрашаш? Вака, да, значи ние психолозите не работиме со медикаменти, Така. ние работиме со третмани преку разговор и одредени методи кои што се изборуваат за овие состојби, но психијатрите се тие кои што ги препишуваат медикаментите и најчесто они самите знаат кога има потреба човекот, кога се наоѓа во полоша состојба, кога има потреба од тие медикаменти за да и се помогне малку полесно да ја надмине Дали состојбата. вие знаете за кој лек станува збор? Да. Дали е штетен за трудници? Најчесто чим ја препорачал докторот, значи ја следи незината состојба, да. Значи во никој случај доктор не препорачал. Ако ви го препорачал докторот тој лек, сигурно не би требало да е штетен. Меѓутоа убаво би било нели да малку сами себе си дадете малку волја, нели малку позитивна мисла со оглед на тоа што еве треба да донесете еден живот на свет, па малку да се фокусирате на тие убави моменти и мислам дека ќе се среди. Значи пред 4-5 месеци има голема анксиозност, значи. Така? И со панични напади, со лоши мисли. После се сврти на лоши мисли, на панични напади, не на лоши мисли. После ова терапија што ја примав, сум малце, туку многу подобро. И сега тоа ми беше прашањето дали после на плодот нешто ќе имат последица, нешто да не имат или... Така, значи ние говоревме еве и тука во меѓувреме дека ако докторот ви ги препишал тие медикаменти, претпоставам дека тој е свесен, нели, во која состојба сте ви и дека не би требало да има некоја штетност. Меѓутоа, еве пак ќе кажам, обидете се малку самата себе си да си помогнете со тоа што ќе се фокусирате на оно што треба да го направите, да донесете на свет еден живот и имајте убави мисли, размислувајте за тоа како нели ќе биде убаво во иднина и помогнете си малку и сами себе си, бидејќи еве во продолжение кога ќе говориме со Фики следите, ќе видите колку можеме ние сами да надминеме таа состојба. Значи сами треба да си помогнеме, колку и да разговараме и со психологот, тој ќе ни посочи, меѓутоа ако не го послушаме што ни вели, тогаш многу тешко ќе се надминат овие проблеми. Да, ама тие се вечен периоди тогаш кога е многу страшно, не може ништо да мора да помени малку време па после. Да. Така. Да се среди ситуацијата. Добро, еве може да појдете и кај психолог да посетите па малку, ако сте од Скопје, еве можеме ние да ви дадеме комуникација со нашиот гостин, па ако сакате еве да се сретнете и да поразговарате малку како да се справите психички со овој проблем, да бидете нели над сите овие. Ние сме од Битола, јас веќе водам. Така. И разговараме и по телефони, и средби имаме. Така. И така малце, значи подобро ни е. Ајде, мислете на убаво и се надевам дека ќе се среди. Ви благодарам што се јавивте. Ако може да додадам во оваа ситуација заради незината состојба, психијаторот и ги дал тие медикаменти како стабилизатори за да не прогресира. Подобро, така. Да, и самите медикаменти имале доста голем ефект, но убаво е сега, како што и самата госпоѓа веќе ги си оди на психолог, убаво е да се стабилизира личноста и да се направат механизми одбранбени за понатаму и самата таа да може да ги престане медикаментите, нормално со препорака на психијатрот, и самостојно да се изгради одбранбен механизам кој што во понатамошни ситуации ќе и помогне да не запаѓа во анксиозна и депресивна состојба со панични напади. Вие како психолози нели имате голема улога врз решавањето на овој проблем, меѓутоа толку и самата личност треба да влезе во тој процес за да излезе од сите овие проблеми кои што ги создава анксиозноста. Кога станува збор за стравовите, не се доискажавме. Значи да, рационални дали и нерационални. Само кога чувствуваме стравови, може да се каже дека веќе тогаш почнува некој начин анксиозноста? Па може да се каже ако тој страв е да кажеме цело време присутен и ако е нерационален. Доколку се работи за рационален страв, тогаш имаме практичен проблем кој што треба да се реши. Но нерационален страв кој што веќе ни прави проблеми на секојдневното функционирање, значи во работа, грижење за фамилија, задоволства како искачање, прошетки и такви работи, веќе значи се наоѓаме во ситуација каде што ни треба помош, И најдобро е да се консултираме со психолог или со психијатар кој што ќе не насочат што е најдобро да направиме во оваа ситуација и како да си помогнеме. Дали оние луѓе што имаат страв од летање со авион, може да се каже дека
имаат блага анксиозност? Па, анксиозноста не се дефинира само како проблем. Значи, ние и во текот на денот можеме да се чувствуваме анксиозно од нешто. Еве, пример анксиозно е појавување на телевизија. Нормално е дека човекот се чувствува возбуден затоа што се наоѓа во ситуација каде што ќе биде на некој начин истетиран, пратен од другиве, што ќе каже, како ќе каже, тоа е сосема нормално. И анксиозноста е добра во тој склоп затоа што ние сме поспремни да се представиме најпозитивно, но доколку се пролонгира тоа и веќе, како што кажавме, ни прави проблеми во функционирањето секојдневно, тогаш веќе се работи за анксиозност и за проблематична ситуација која што треба да се реши. Така, сега кога станува збор, ќе ги споменам паничните напади. Тоа е навистина една, како што кажа и гледачката, претпоставам нешто страшно, бидејќи ги спомена и физичките симптоми, срцебиење, препотување, дури чувство на гадење, па тогаш тој што го има тој паничен напад дури мисли дека животот ќе му заврши. Зошто доаѓа до тој степен да се случи тој паничен напад? Затоа што навремено не била анксиозноста третирана или тоа е нормално кога веќе ќе имаш анксиозност да дојде до паничен напад? Едноставно објаснето, тоа е високо функционирање на човекот, на личноста. Значи еден вид мозокот функционира најактивно и нормално сите органи функционираат. Самиот мозок свесноста не може да ги создава сите тие. Точно, не може да си објасни што точно се случува и генерира одредени работи како дека ќе се почине од таа ситуација и дека ќе сите симптоматизации уствари водат на тоа самиот човек рационално да си објасни дека нешто лошо се случува со него, иако паничните напади релативно кратко траат. После тоа човекот и сам доколку научи да го контролира, ќе знае и е спремен кога ќе се случи тоа, го исчекува на некој начин и поминува, знае дека е моментална зголемена активност која што се гледа преку ЕЕГ, можеме преку тоа да го видиме, и се гледа дека сите бранови на мозокот работат на многу висока амплитуда и фреквенција и се гледа дека уствари е еден вид на високо функционирање на мозокот кој што сепак е направено да не стави во ситуација на спремност, но изненадното е што доаѓа најчесто во моменти кога нема потреба од тоа. Значи може да ви се случи докато сте дома, додека сте релаксирани, гледате телевизија. Наеднаш настанува и немаме објаснување за тоа и затоа нашата свест сама си го објаснува како дека ќе се случи покрај тоа што нормално има симптоматизација која што е доста непријатна. Сега бидејќи вие имате Центар за психофизичко здравје каде што секојдневно покрај другите проблематики кои што ги третирате, ви доаѓаат и пациенти кои што имаат вакви проблеми. Кога ќе дојде еден пациент кај вас, значи како вие го третирате овој проблем? Предпоставам дека треба имаме план и програма, кај нас не се пациенти, ние ги гледаме како клиенти, затоа што тоа не секогаш доаѓа во патологија или болест. Така да кажавме, јас може би погрешно се изрази. Чисто да нагласам дека кај нас се клиенти и од кога ќе го примеме клиентот, земаме анамнеза, значи основни податоци се клиентот, после тоа разговараме за ситуацијата. Имаме и одредени методи како неурофидбек кои што ја гледаме активноста и мојот колега психотерапевт исто така оди на разговор со нив кој што трае од прилика 60 минути, каде што малку се разработуваат тие сите работи за да може детално да се види кога настанал проблемот, со што се соочуваме и кој е најдобриот начин да пристапиме потоа. Потоа, доколку има потреба, значи контактираме и психијатар, кои што имаме надворешни соработници психијатри кои што доаѓаат и исто прават преглед со клиентот и доколку има потреба тие му препишуваат лекови. Но најчесто во вакви состојби на анксиозност... Сепак соработувате со психијатри, ако процените дека кај некој е потребен медикамент. Секако. Доколку процениме, доколку ние мислиме, оставаме на психијатарот тој да, пошто они си ја знаат својата работа многу добро, да дефинираат дали уствари е време за медикамент, кој медикамент ќе го даде, нормално, која доза, и тоа е сосема нормално, но најчесто во анксиозните состојби поврзани со депресија и со панични напади,
прво почнуваме со ситуација на разговор и на одредените методи, како што ги спомнавме. Неурофидбек и моменти каде што им даваме совети за дома што да направат за да можат да ја надминат оваа ситуација. И многу зависи дали тие самите имаат некој проблем моментално во својот живот кој што и ги става во оваа ситуација, затоа што за жал доаѓаат многу често луѓе кои што имаат моментално проблеми, како да кажеме проблеми со сопругот, со сопругата, со децата, болести кои што се нормално да ве ставаат во таква ситуација. Така да прво тоа го разграничуваме и потоа предвидуваме одреден третман, колку често ќе биде, што ќе се работи во тој третман и ефектот кој што сакаме да го постигнеме, си поставуваме одредена цел, нормално, и се водиме по време траење, некогаш 1 месец, некогаш 3, некогаш 6 месеци, зависи од состојбата каде што гледаме целта ни е да нели го завршиме проблемот или да се врати клиентот во својата нормална состојба пред анксиозноста. Колку време потребно е, претпоставам дека можеби и нормално е да ми кажете дека за секој пациент е различно, бидејќи секој човек е различен, и различно ги доживува работите, различно се справуваме со нив, нели? Сите различно функционираме, меѓутоа една, како да кажам, една временска рамка во која што на некој начин горе-доле може да се реши проблемот. Така. Па и да кажеме ако се вклучени медикаменти, како е, ако е без медикаменти, колку е од прилика? Како што кажавте, многу убаво тоа зависи, но ние кај помлади луѓе кои што поминале одреден шок, доста брзо го решаваме проблемот, некогаш и за месец дена, но мора да напоменам дека овде они се главните терапевти кои што ја средуваат работава, ние сме само тие кои што ги насочуваме кон тоа што сакат да го постигнат. Некогаш за жал тоа знае да трае доста подолго, но најчесто клиентите од кога ќе го надминат тоа, после знаат да си врзат една пријатна навика, да кажеме една месечно да си доаѓаат на психотерапија, чисто колку да разговараат и да се држат во одреден колокс каде што се чувствуваат нели здрави во однос на таа работа, така да би кажал дека месец до 6 месеци е убав период за да се среди работава, да се збориме од најлесната форма до прилично тешки форми. Сега вака ме интересира бидејќи кажавте нели дека се зависи нели од поединецот и од личноста, меѓутоа кога еден човек ќе го почувствува тоа и кога ќе го надмине сето тоа, можно ли е после во текот на животот повторно да доживее анксиозност? Бидејќи нели ако еднаш сме успеале да почувствуваме анксиозноста, претпоставам дека во некој период од животот кога повторно ќе ни се појави некој проблем или некој поголем стрес, можеби повторно да се појави. Можеби повторно ќе се појави, да, но овој пат сме многу по-спремни. Така, веќе ќе знаеме како подобро да спремни сме, не се плашиме толку, затоа што е интересно што е кога ќе им се случи првиот паничен напад, најчесто на клиентите, они од самиот страв што се случило си го прават многу полошо, што е многу нормално затоа што не знаат уствари што им се случува. Доколку би го знаеле они тоа што јас го знам за паничниот напад, они би го поминале во 2 минути и нема да им текне повеќе за тој паничен напад, но они како што е нормално заради тоа што не знаат што се случува, се многу исплашени и најчесто тоа ја зголемува проблематиката додека интересно е што сите оние симптоми, извинете што ја прекинав, што ги кажувате, асоцираат на срцев напад. Да, тахикардија. Тахикардија, повраќање. Да. Потење, симптомите се многу слични. Симптомите се многу слични со срцев напад и претпоставам дека поради тоа е поголем стравот кога веќе ќе Да, па некои се плашат и од мозечен удар, затоа што и тука автосугестија има на некој трпне и на некој едноставно човекот влегува во таа ситуација и најчесто они се тие што веднаш бараат нели докторска интервенција и одат во болница и таму им ги прават сите снимки, они доаѓаат со сите снимки кои што се е супер кај нив, збориме од физички аспект. И ствари тогаш докторот претпоставува дека се работи за анксиозност и за депресија, па го праќа кај посоодветен специјалист за таа работа кој што веќе дава дијагноза дека се работи за класична анксиозност. Ова само покажува колку ние психички луѓето сме моќни и колку сами себе си можеме да се создадеме и проблем, меѓутоа и да си помогнеме. Сега тука би сакала да ве прашам, бидејќи нели еве оние кои што не следат,
сакаат да знаат како вие функционирате. Значи, еве, на пример, да знаат на моменти кога ќе добијат таков напад или кога ќе се чувствуваат така, што би им препорачале, како да постапуваат? Еве, например, за оние кои што имаат стравови, веќе се во некоја фаза каде што се плашат да направат нешто, да не им се случи нешто лошо и така натаму. За оние кои што добиваат панични напади, што вие како психолог на вашите клиенти им препорачувате, па еве некако да го слушнат и нашите гледачи, можеби ќе го применат во одредени ситуации? Првата препорака е да останат најмирни што можат. Така? Да пробат да се релаксираат, иако тоа знам дека е многу тешко во тој момент, но тоа е првиот совет што се дава. Така? Во однос на стравовите, стравот само се победува. Така. Исто така да нагласиме дека стравот е научена работа. Значи стравот не е нешто со кое што се вродуваме. Ние кога сме мали бебиња не знаеме за страв. Потоа преку родителите или преку одредената личност која што е покрај нас ги учиме. Покасно малку ги учиме веќе и од телевизија, и од други медиуми, и од сите, и од приказни што слушаме, значи стравовите ни се научени. Кај рационалните страви, уствари, внатрешноста на нас не става во таква ситуација и ние се плашиме. Значи самиот организам нас... Нормално да имаме страв, инаку сега, ако нямаме страв, ние ќе скокнеме од 10 кат, нели? Точно. Стравот е многу позитивна работа, која што... До одредена граница. Да, до одредена граница, кога веќе не ни смета во нормалното функционирање. Инаку нормално, затоа се плашиме од диви животни, инаку зошто би сакал да одеш, например, да се запознаеш со мече. Мислам, тие се реално опасни. Така да тоа е многу позитивно, но си има граница до каде се е позитивно и се применува, да, но понатаму веќе ни прави проблем во нормалното функционирање и знае да не затвори до тој степен да ги прекинеме сите и социјални врски што ги имаме. Многу клиенти ни имаат стравови да искочат од дома. Да, тоа некои имаат стравови да останат сами дома. Тоа е веќе проблем. Што им препорачувате кога веќе се во таква состојба да им е страв да излезат од дома и да функционираат нормално, дури да не можат, како што видите, да си ги извршуваат дури и секојдневните обврски, работни, социјални и така натаму. Значи, како излегуваат од тој, како да кажам, кафес на стравот? Да, таа е веќе тешка ситуација каде што мора да влезе во самите рамки и специјалист кој што е за тие работи, најчесто и психијатар е добро. Дали тогаш веќе се применуваат медикаменти кога е во толку лоша состојба? Да, најчесто да. Моето место не е да зборувам каде се применуваат, но од искуство, од искуство медикаментите тогаш најчесто се препорачуваат, но затоа благодарејќи ги имаме психијатрите кои што се многу квалитетни и кои што точно знаат што треба и како треба, а и тие самите во текот на медикаментозната терапија знаат да ја применат и да ја прилагодат за секој индивидуален човек, затоа што секој различно ни реагира на тие медикаменти, каде што еве како што слушнавме госпоѓата имала многу позитивен ефект од самите медикаменти и тоа е успешна работа на психијатарот. Зборуваме нели цело време за анксиозноста, за стравовите, за паничните напади, кога претпоставам дека многу често пати сме говореле на оваа тема во сите емисии за здравство, не само нели во ова и во другите. Многу луѓе имаат вакви проблеми, кажав претежно младата популација. Какви се вашите сознанија од она што вие го работите? Претпоставам дека има од сите генерации, нели, бидејќи како што кажавме, секој понекогаш во животот се случува со некој проблем, меѓутоа дали како да кажам, доминира младата популација во однос на ова или нема никое правило? Па видите вака, младата популација сега повеќе боди во очи што се вика кога ги имаат овие проблеми, затоа што не се очекува. Но мислам дека се и посклони кон тоа да побараат помош. Значи тие повеќе бараат помош, така? Постарите малку потешко побаруваат помош во таа ситуација, затоа што млад човек, како млад човек, родители покрај него, пријатели, ќе се отвори, ќе каже додека збориме за 60-70 годишен човек, тој повеќе ја држи во себе таа состојба, иако свесноста е веќе на големо ниво покачена, така да луѓето си бараат помош и гледам дека доста читат, доста кога ќе им се случи за жал такво нешто, имаат доста материјали од каде што можат да прочитат, да видат и веќе кога доаѓаат знаат доста за таа проблематика и слободно можете и на повисоко ниво да им објасните што се случува кај нив. Ги разбираат ги разбираат работите, затоа што пред да се одлучат да дојдат кај нас, седнале и прочитале и они доаѓаат со намера, знаат што бараат и што им треба
Така. Само доаѓаат да се заврши работата, да. Што кога некој ќе има паничен напад, како треба да постапи? Претпоставам дека има тука некоја улога дишењето, бидејќи тогаш нели чувствуваме и дека немаме воздух и дека ни забрзано ни чука срцето и така натаму. Колку е важно во тој момент да се фокусираме на дишењето и што вие им препорачувате кога веќе ќе добијат таков паничен напад, како да се изборат со тој? Да, тоа затворување на очите, фокусирање на дишењето, избацување на другите мисли, го става човекот во една алфа состојба која што ја викам, на алфа мозочен бран кој што најчесто носи кон смиреност или кон таа нирвана внатрешен мир. Значи тоа е најдобро што они можат да го направат доколку се најдат во таква ситуација. Сега за жал паничниот напад може да се појави додека вие сте во моторно возило. Чи секоја ситуација мора да се прилагоди на тогаш најдобро е доколку можете да се исклучите од сообраќајот, да отворите прозор, да земете воздух, да пробате да се смирите, да се јавите на некоја личност која што е блиска, која што ви е како сигурност, да поразговарате, да објасните, да го слушате нејзиниот или неговиот глас и да пробате да се опуштите. Тоа е првичното што може да се каже, но најчесто луѓето веднаш се опатуваат кон медицинско лице затоа што нормално во таа ситуација сите одиме кон тој кој што работата му е тоа, да, и сигурноста лежи таму. Таму ќе им стават некои инекции за смирување и некогаш знаат да им дадат, некогаш знаат тоа со медикамент, а некогаш доколку и не е толку стравот и паничниот напад голем, знаат и само со разговор да им кажат добро, опуштете се. Еве ќе ви ставиме, напијте се ова, да им дадат само воичка, чисто да се опуштат. Сед малку ќе ве вратам повторно некако на почеток, меѓутоа од друг аспект. Дали кога децата нели се развиваат, растат, колкава улога има влијанието на претерано загрижените родители нели за децата? Нели кога премногу се грижат, немој ова, па вака, немој да правиш. Дали тоа влие во детската возраст да таа личност подоцна во животот е склона повеќе кон анксиозност? Има ли улога во развојот на детето и претераната грижа на родителите кон детето? Така, па видете вака, јас до сега во моето искуство и во тоа што сум успел да видам од одредени материјали и истражувања, не сум нашол дека има некоја таква поврзаност, иако можеби нормално не можеме сите истражувања да ги видиме, можеби има поврзаност. Но од моето искуство родителите кои што се премногу загрижени за твоите деца ги ставаат во, како што викаме ние, стаклено звоно и не секогаш, не мора да значи, но не секогаш се они спремни за самостојниот живот кој иде понатаму и потешко се справуваат со одредени проблеми кои што за разлика од некој кој што е како мал бил многу посамостоен, полесно ги доживува тоа, но сепак се работи за учење овде, моментот кога човекот ќе се научи самостојно да ги прави и да се спреми за одредени проблеми во животот, после нема никаков проблем, но не би можел да кажам дека има причинско последица поврзаност помеѓу загриженоста во родителскиот стил и колку се грижат за своите деца со анксиозноста понатаму. Нормално влијаат многу фактори овде. За анксиозност, сепак како што кажавме да се појави, мора да имаме причина зашто сме дошле до таа анксиозност, така да многу зависи, но ова е добра идеја за истражување некој да направи и да увиди дали, но тоа е лонгитудинална студија. Сепак, понекогаш може би некои стравови што ние сме ги носеле како мали, како деца, може би се рефлектираат пак подоцна во подоцнешниот развој, барем според она колку што јас сум читала и како новинар околу оваа проблематика. Меѓутоа, ајде имаме гледач на линија, па ќе го вклучиме, па ќе да завршиме околу ова што говориме. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Ето прашање за докторот. Јас имам проблем, слушам емисијава и имам некој проблем, навечер ми се дешава таа работа. Така? Кажете, ве слушаме. И се јавува таа работа мене навечер. Јас сум спортист долго време, ама се проверував и срце и све, и кога навечер ќе легнам да спијам негде околу 3-4 сатот се будам со големо чукање на срцето и не со некои лоши мисли. Добро. Дали сте биле? Имам некои, нозите ми студаат, раците, потење на челото.
И многу сум исплашен, не знам што се дешава со мене, а иначе све сум си испитал, холтер става за срце, она све е добро. Така. Да. И да не е нешто ова баш сега се уклучив и заслушав, да не е тој некој паничен напад, ме се ваќаат страво и навечер тие работи. Господине, овие се сите симптоми на одреден паничен напад, но за да се види што се случува точно, треба да се земе анамнеза и да се малку да се разговара за оваа тема и да се види зошто ви се случува тоа. Претпоставам во кога ви се случи ова, кога почна да ви се случува оваа ситуација, пред тоа имавте одредени потешкоти во животот, така да најдобро е да направиме одредена анамнеза и да видиме колку можеме да го средиме проблемот, па нормално доколку има потреба да се вметне и психијатар во целата состојба, да се разговара и решението се наоѓа, не е толку проблем, но сепак треба да се... Дали само навечер ви се случува? Да, ја преку ден, све е добро преку ден, а навечер, негде у 3-4 сатот ми се дешава така. Да, затоа е потребно да се земе анамнеза и малку повеќе да се разговара за целата ситуација, за да можеме поконкретно да знаеме што се случува и зошто баш навечер ви се случуваат овие работи. Може навечер некоја вечер сте биле премногу исплашени, па ви се врзало како се автоматизирало тој страв кој што се појавува баш во одреден часовник кој што го кажувате, така да има потреба од повеќе увид во вашата состојба. Покасно јас се уклучив, кај да ме побараме ова? Еве веднаш кога ќе завршиме, јавете се, тука ќе бидеме ние се уште, ќе ви го дадеме контактот од Фики Гаспар, кој што е психолог и има Центар за психофизичко здравје, ќе појдете таму и секако ќе се обиде да ви помогне да го решите проблемот. Секако. Благодарам многу. Ви благодариме и вама и што се вклучивте во разговорот и што го кажавте вашиот проблем. Интересно е што кај господинот што се јави само во текот на спиењето се јавува. Можно е и така, бидејќи прв пат слушам дека секако дека може. И тоа може да се овие работи се многу индивидуални. Значи преку ден ништо, а навечер преку ден ништо, навечер и тоа програмирано, баш како автоматизирано во одреден часовник и со истата симптоматизација. И тоа е веќе спремен, претпоставам пред да се легне навечер. На анксиозност и на панични напади. Па паничен напад е, да. По тоа што успеав да слушнам, да, паничен напад. Сега гледате кај него може и нема анксиозност, може само тој паничен напад кој што се случува во тој период и после преку дента си функционира сосема нормално. Меѓутоа мора да се среди. Па пожелно е да се среди, инаку ќе треба да ги доживува паничните напади. Кажа дека му предизвикува и лоши мисли, како и сигурно и дефицитот на сонот кој што го губи во тој период е исто неубава работа, да. Сега бидејќи имаме уште многу време, 3-4 минути, би сакала вака како за крај да дадеме едно резиме на сето на што го говоревме. Кажавме многу симптоми, многу состојби, нели, и стравови, и панични напади, меѓутоа на сите ни се случува понекогаш да имаме, нели, некој период каде што можеби повеќе ќе се плашиме, каде што и ќе почувствуваме понекогаш можеби некоја блага анксиозност. Меѓутоа, можеби сами ќе знаеме некако да се избориме со тоа. Меѓутоа, ајде, ако има гледач, слушам дека звони телефонот, би го вклучиле уште овој гледач. Не, добро. Значи, кога веќе, за да се среди навреме, или да не дојде до степен да дојде до медикаменти и така натаму, кога би било добро секој еден поединец, осите оние кои што не следат, ако почувствуваат што веднаш да се обратат на психолог? Па видете вака, прво би кажал дека превенцијата е исто многу убава работа. Значи, самиот разговор и посета на психолог, како што имаат сега идеја и моите колеги... Некако на запад е тоа нормално, меѓутоа кај нас некако уште не е подигната свеста. Моите колеги од комората имаат замисла да се стави и матичен психолог, кој што е многу добра идеја. Но превенцијата е многу битна, за да не дојде до ситуација. Но веќе, кога ќе почувствуваат првите симптоми на губење на одреден квалитет, на одредено пролонгирано незадоволство од животот, на одреден страв кој што не може да си го објаснат, или па и физичка симптоматизација, кој што ја провериле на лекар и виделе дека нема никаков проблем, тогаш е најдобро веќе малку да се насочат на своето психичко или психолошко здравје и да побараат специјалист кој што ќе им помогне или ќе ги насочи барем во оваа ситуација и понатаму исто како превенција не е лошо како што
од време на време знаем да си провериме крв, да одиме на лекар чисто да не види. И тоа да добро биде е така една, исто. Да. Од време на време живот да и поминуваме навика, до психологот кој што ќе му затоа и кажеме. впрочем постоите вие, нели? Да, така, за таа да е ги решавате професијата. овие проблеми. Да. Фики, јас ти благодарам за денес, имавме убав разговор, мило ми е што и те сте вклучија гледачите. Она што вие само го работите во центарот, сакам да го потенцираш со што се занимава Центарот за психофизичко здравје, затоа што не е само нели за овој проблем што денес говориме, сакам само и да кажеш и да некаде да го заокружиме. Центарот се состои од повеќе дејности, така? како логопедија, дефектологија, психотерапија по гешталт методата, неурофидбек методата која што е доста актуелна и се покажа доста квалитетна, и имаме одредени физиотерапија кои што помагаат со одредени проблеми при движење, при нормално проблеми со движење, со ребетот, со другите работи, со зглобовите, така да нормално може да не посетат, да се јават, да се консултираат за се, па и да не на нешто што немаме во центарот, нормално би било мило да ги пренасочиме кај колеги кои што соработуваат со нас и кои што ќе им помагат на гледачите да си го решат својот проблем. Така, мило ми е што на некој начин и почна соработката со Центарот за психофизичко здравје Гаспар, па во некоја следна емисија па со некоја друга тема, колеги, која што еве вие во секојдневната практика со која што вие нели се соочувате и ги решавате проблемите, ќе биде некој од вашите колеги дел од вашите време. Ви благодарам многу за денес. Ви благодарам и вас за поканата. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам и јас за денес и благодарам за вниманието, за сите оние кои што не следат. Еве посебно за гледачот кој што го сакаше бројот. Кога ќе заврши емисијата, јавете се на истиот број, јас ќе ви бидам тука, ќе ви го дадам бројот од господинот Фики Гаспар кој што е психолог. А за сите оние други кои што сакаат да го добијат телефонот, бидејќи нели не ќе можеме за сите, од утре веќе ќе може да се јават кај нашата секретарка во телевизија Сонце на истите броеви и ќе може да го добијат бројот од Центарот за психофизичко здравје Гаспар. Ви благодарам на вниманието, останете во убаво расположение, грижете се за вашето здравје, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.